Evo ne повторно заедно, почитувани, и ова вечер продолжуваме со ова наша серија предавања Тајните на пророштвата. Како што и Лазе рече, денеска е 10-то предавање поред од ова подолга серија на предавања Тајните на пророштвата. Меѓутоа, кои ќе ги поминеме сите тие предавања, навистина ќе се стекнеме со огромно познавање на Библијата, на Светото писмо. Според нашата програма, вечерва ја имаме темата Тајната на успехот. Меѓутоа, од технички причини таа ќе одложиме за на крајот од ова серија на предавања. Така да, ние вечерва ќе одиме на следното, според распоредот што е овде, во внатрешноста на изгубениот ковчег. Ние веќе минатиот петок нешто спомнавме, јас кажав некои кратки детали за тој ковчег, дека се уште не е пронајден, и кога ќе се пронајде, тоа ќе биде светско чудо, зашто ќе се потврдат многу библиски работи што се запишани во Светото писмо, поготово 10 Божји заповеди ќе дојдат до полн изражај. Бидејќи денеска некои ги успоруваат некои од овие 10 заповеди, меѓутоа ние вече ќе зборуваме малце повеќе што има внатре, односно што имало внатре во тој ковчег и зошто е за нас христијаните многу важен. Во внатрешноста на изгубениот ковчег. Кога се изгубил? Како се изгубил? Зошто се изгубил? Зошто Бог дозволил да некако биде тргнат тој ковчег еве веќе стотици и стотици години. Така да ние вечера малци ќе одиме еден чекор понатаму и на крајот ќе добиете оваа тема во пишена форма за ваша потреба да може да ја читате и да ги комплетирате сите тие 24 теми. Значи 24 вакви ќе имате брошурки, тоа е една убава книга. И затоа, почитувани, одеме вечера чекор понатаму. Само да се подсетиме што зборувавме минатиот петок. Зборувавме за обновување на светилиштето. Рековме дека денеска Израел сака да го обнови Јерусалим. Спомнавме дека Америка го призна Израел, односно главниот град како Јерусалим, и нивната амбасада сега ќе се пресели во Јерусалим, а до сега беше во Тел Авив. Така да тоа од политички, од верски причини има многу јака тежина и ние рековме дека за Бога денеска воопшто не е важно кој е главен град на Израел и воопшто нема потреба повторно Бог да го обновува тоа светилиште кој имало своја цел во времето на старозаветниот свет. Вечерва, значи, одиме еден чекор понатаму, драги присутни. Од памтивека или од после, кога тој ковчег бил сокрен, луѓето сакале да го пронајдат. Каде се наоѓа тој ковчег? Зошто Бог го сокрел? Како изгледал тој ковчег? Според Библијата, значи според Светото писмо, кога ги читаме таму Мојсеевите книги, книгата до Судиите, ние знаеме отприлика како изгледал тој ковчег и што имало внатре. Изгледало дека ковчегот има надприродна моќ. Тој бил поврзан со. Многу луѓе верувале дека ако го пронајдат ковчегот, ако се допрат, ќе станат богати, ќе станат славни и така натаму. Некои велат дека тоа е Божја присутност. Ако го пронајдат, Бог ќе биде со нив. Како што бил Бог со стариот Израел, нели во тоа второто одделение рековме дека се наоѓал тој ковчег и ова слава, шекина, кај што Бог се откривал и еднаш во годината првосвештеникот имал право да влегува внатре и кога гревовите, конечно годишните гревови Бог ги опростувал. И се појавила таа слава. Значи, некои мисле дека ако го пронајдат ковчегот, ќе бидат благословени, Бог ќе биде присутен помеѓу нив. Некои велат дека ќе бидат победници во сите борби, во сите битки. И интересно, кога израелците го носиле ковчегот напред пред војската Израелова, победувале. Тоа било присуство Божје. И затоа, според сознанието од Библијата, денеска луѓето веруваат дека тој ковчег има надприродна моќ ако го пронајдат. Понатаму, знаеме дека тој ковчег одел пред свештениците, го носеле и пресушувале реки, мориње како што било Црвеното море и сите пречки исчезнувале. Интересно, значи кога Бог одел пред нив во ликот на овој ковчег, тие победувале. И денеска, почитувани, ако е Бог со нас, ако е Бог пред нас во нашиот живот, сите проблеми ќе исчезнат. Ќе има проблеми, но полесно ќе ги пребродиме. Бог ќе најде, ќе отвори врата. Понатаму, предизвикување на катастрофи и помори. Ете, и тоа се случувало и луѓето веруваат и денеска. Што било
толку посебно во врска со ковчегот? Зошто содржината на ковчегот барала таква заштита? Каде исчезнал? Каде е сега? Знаете, за тој ковчег се снимат и филмови. Може да најдете разни филмови. Ние подосна ќе споменеме дека наводно е пронајден. Но, ајде да го пронашал еден човек. Овде ќе се појават во овој текст, во овој материјал што го има, многу луѓе го пронашле. И сега кој е во право? Дали едните, дали другите или третите. Значи, стотици години луѓето го барале изгубениот ковчег. Едно тајно друштво, кое се нарекува витези храмовници или темплари, сте чуле за нив, тие биле воодушевени кога го пронашле наводно ковчегот. По 10 години ископавање во Ерусалим, друштвото прогласило дека го пронашло ковчегот и дека го пренеле на друго тајно место. Веројатно во капелата Рослин во Шкотска. Ете, наводно тие го пронашле и го однеле таму во Шкотска. Други тврдат дека го пронашле ковчегот. Еве, например, археологот Арон Вајат објавил дека го пронашол ковчегот во пештерата под крстот на Голгота во Ерусалим. Знаете, Ерусалим, односно Голгота е негде околу 2 километри од центарот на Ерусалим. Исус го носил крстот и тука во близина се наоѓа градината каде што Исус бил раснат. Тука на тоа брдо, на Голгота. И ете, тој човек копал таму, овој археолог, и наводно го пронашол тој ковчег. Вендел Джонсон, тексашки археолог, го барал исто така ковчегот во текот на своето најголемо дело на својот живот. И тој поверувал дека го пронашол во близина на Мртвото море. Гледате се, до сега 3-4 души наброевме на луѓе кои наводно го пронашле ковчегот. Некој од Етиопија исто така верува дека го имат ковчегот во свој посет. Други веруваат дека ковчегот е пренесен во Ватикан или е погребан со фараоните во долината на кралевите. Но една книга која се наоѓа во апокрифитните книги, значи ове не во ова Библија, има Библија со апокрифи, додатоци, тоа е Макабејската книга, таму се опишува дека пророкот Еремија го сокрил ковчегот во шуплина, во една празнина, во една пештера. И овде се вели дека некаде во близина на планината Небо, а кој се вознесе од планината Небо? Кој воскресна? Мојсе, сеќавате, таму беше Мојсе погребан, ангелите го погребале без присуство на израелци и сега би прашали зошто без израелци, па би направили од него што? Светиња, би оделе таму како муслиманите што од во Мека, ходочаще би направил. И затоа Бог не дозволил присуство на евреи, на израелци. Ангелите го погребали, за кратко време Мојсе воскреснал. Тоа била планината Небо, на источната страна од Мртвото море. Пише во 2 Макабејци, 2 глава од 1 до 8, таму е запишен овој настан. Меѓутоа една друга писателка по име Елена Вајт зборува во една своја книга Пророци и цареви дека навистина кога се повлекувале израелците го сокриле во една празнина, во една карпа, за да не го украдат и до ден денес не е пронајден. Меѓутоа еве наброевме овде неколку луѓе кои наводно го пронашле. Дали навистина е пронајден денеска тој ковчег? Еве еврејскиот Талмуд, тој една света книга исто така за евреите, вели дека ковчегот е сокриен во една одаја, во една соба под ридот на храмот во Ерусалим. Некои рабини тврдат дека тие го виделе ковчегот, но никаков доказ не дале за јавноста, посебно за археолозите кои треба да дадат своје мислење, своје толкување и свој печат кога ќе се објави во јавноста. Така да сите овие шпекулации што денес ги спомнавме, односно вечерва, не држат и не се навистина потврдени. Што се наоѓало, почитувани? Што се наоѓало во внатрешноста на ковчегот на Завет? Зошто за денеска за луѓето е многу важен тој ковчег? Сите сакат да се допрат до ковчегот. Сите сакат да го имат во свој посет. Што е тоа што било толку важно за нас, односно за луѓето? Дали потрагата по изгубениот ковчег е само уште една потрага по богатство од дамнина? Знаете, луѓе одат ископуваат разни пирамиди, разни стари гробови, гробници и таму нешто пронаоѓаат. Дали навистина тоа е така или не? Еве, да читаме овде
во Библијата, што вели во 5 книга Мојсеева, и ти напиша на плочите. И ги напиша тој на плочите, како што беше напишано порано. Оние 10 заповеди, што ви ги кажа Господ на планината среде огнот, во денот на собранието, и ми ги предаде Господ. Јас се свртев и слегов од планината и ги положив плочите во ковчег. Гледате сега, Мојсей ги добил 10 Божји заповеди и тие 10 заповеди каде ги носи? Јас свртев и слегов од планината и ги положив плочите во ковчегот. Во ковчегот, што ги бев направил, за да бидат тие таму, како што ми заповеда Господ. Значи, во тој ковчег што има? 10 оригинални Божји заповеди. Значи, тие 10 заповеди, што Мојсей ги исклесал тие камења, и Бог ги напишал со својот прст, Мојсей ги добил од Бога и ги се симнал доле меѓу логорот, меѓу луѓето, меѓу шаторите, ги ставил ковчегот, што Мојсей го направил според сликата, според тие димензии што Бог му ги дал на Мојсей додека бил горе во планината. Значи, тогаш Бог му наредил да едноставно ги постави тие 10 заповеди за споменик. И затоа за христијаните се многу важни тие работи да се пронајде денес ковчегот, зашто таму ќе се пронајдат оригиналните заповеди. А таму, знаете, онака како што Бог ги напишал, од 1 до 10, подоста ние ќе ги читаме и малци ќе ги тумачиме 10 Божји заповеди. Значи, сите останати закони што ги имале евреите, биле напишани од Мојсија со неговата рака. Додека 10 Божји заповеди биле напишани единствено со прстот Божји. Напишани со Божји прст. Гледате, ова е само една слика како уметникот тоа го замислил. Бог ги запишал тие 10 свети заповеди и тие се трајни. Зошто Бог не ги напишал на кожа, на глинени плочки, на папирус или на некој друг материјал, туку на камен? Зошто? Тоа е укажува на трајност, на вечност. Сите тие други заповеди што ги Мојсей ги имал, како да се однесуваат луѓето меѓу себе, ако твојата стока или живина влезе во па треба да платиш оштета, значи постоеле разни правила, напишани на кожа, на папирус. Меѓутоа, Божите заповеди, браќа и сестри, драги пријатели, биле запишани на камени плочи. Така, значи, законот е свет и заповедта е света, справедлива и добра, вели текстот. Библија или Свето писмо, 10 Божји заповеди не важеле само за старозаветното време. Значи, Библијата е дадена, како што вели Тимотија таму, апостол Павле во Тимотија, за карање, за учење, за поправување. Библијата е една свестрена книга, не е само теолошка книга, таа е и здравствена, и научна, и историска, археолошка книга. Целата Библија е дадена за нас денеска. Така да ниеден дел од Библијата не смееме да го изоставиме. Новиот Завет истакнува дека Господовиот закон е совршен. Незамисливо е некое свето лице или светата црква некојаш би можела да застане против светиот закон. Нема право никаква црква, на никакво собрание или некој концил да се заседават и да кажат од сега ова заповед не важи, ние ќе ја замениме со друга. Ќе ја поделиме 10-та во 2 дела и повторно ќе имаме 10 заповеди. Никој тоа го нема право. Значи, Новиот Завет Господовиот закон е совршен и свет. Што се 10 заповеди? Што се тие? 10 заповеди се запишани во 2 книга Мојсеева, 20 глава, од 3 до 17 стих. Еве, накратко да ги поминеме вечерва 10 Божји заповеди. Првата вели, немој да имаш други богови освен мене. Треба ли нешто да толку присутни? Дали треба нешто да кажеме пообширно? На прво место во нашиот живот треба да биде Бог. Бог вели, немој да имаш други богови. Бог треба да биде семејство, материјални добра, богатство, се оно што го поседуваме како имот останува долу. Бог треба да биде на прво место во нашиот живот. Меѓутоа, знаете, оној другиот непријателот понекогаш сака да ни постави нешто друго, трето или четврто пред Бога. И затоа, кога ќе станеме наутро, треба да посветиме време
za Gospoda. Bog da bide sekoš vo našoj život prv. Ponatamo, ne pravi za sebe idol, nito nekakva slika. Nemoj da im se poklonovaš, nito da im služiš. Сега nema vreme da tumačime što znači idol, što znači slika. No, tekst je mnogo jasan. Понатаму текстот вели од оно што е горе на небото или долу на земјата. Не смеме ние Бога да го симнеме и во слика да го ставиме или Исус и да му се кланяме и да го обожаваме. Не, тоа е забрането. Ние може да му се молиме во дух и во мисла, вели Библијата, на Бога. Меѓутоа пред идол, пред слика да застанеме, тоа не е според Божјата волја. Значи, втората заповед да не правиме идоли. Библијата е полна со текстови. Сега да не отвараме Библијата, кај што вели во пророк Исаија, кај што вели Давид во псалмите. Луѓе велат, зема дрво, го делкаат, го сликаат, го цртаат и тогаш му се клањат на тоа дрво. Значи, ние треба се кланяме, почитувани на живиот Бог, на Исуса Христа. Третата заповед. Не изговарај го напразно името на Господа, твојот Бог. Гледате овој човек или жена вози, може некој ја претекнал или нешто се случило и се дере, вика. А овој што прави овде? Со чекан судри во прст. И кој е намета прв во псовката? Бог, така? Луѓето претежно Бога го псуат во таа нервоза. Или го земат името Господово напразно. Знаете евреите што правеле кога требале го спомнат името Бога? Тие не го спомнували името Јехова или Јахве. Тоа е за нив светиња. Тоа го спомнувале само свештениците во храмот, кога проповеделе. Во секојдневниот разговор тие употребувале епитети за Бога, како Ел Шадај, Ел Рој, Бог кој гледа, Господ, Адонај, значи Господ. Значи спомнувале разни епитети за Бога, за Божиот карактер. Додека името Јехова или Јахве го спомнувале во ретки прилики, во служба и така натаму. Значи не го земале секојдневно името во разговор, зашто на тој начин се обезвредува Господовото име. И затоа третата заповед вели, не изговарај го напразно името на својот Господ. Одиме на четвртата заповед, вели, помни го денот саботен, за да го празнуваш, седмиот ден е сабота Господова на твојот Бог. Петата заповед, почитувај го твојот татко и мајка, за да ти биде добро и долго да живееш на земјата. Овде лежи голем благослов за сите нас. Понатаму не убивај, не врши прелюба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не посакувај ништо што му припаѓа на ближниот твој. Ете, гледате, 10 едноставни реченици, но толку длабоки, толку силни, што не може никој денеска да ги промени. 10 заповеди не се само 10 препораки или 10 предлози. Тие се нешто подлабоко, драги присутни. Едноставно, тие се задолжителни начела на љубовта. Значи, едноставно, 10 заповеди се обавезни принципи на љубовта која сочинуваат рамката на среќниот и свет живот. Ако тие 10 правила се наша норма на однесување, наша рамка во кој ние живееме, многу проблеми би исчезнале од лицето на оваа планета. Не би имало војни, не би имало кражби, не би има потреба да има полиција. Знаете, во Америка, во некои села и градови, скоро сите луѓе се христијани и скоро да нема полиција таму. Може полиција ќе помине, ради некој да не дојде од друго село или град да краде. Зашто луѓето се христијани на улица таму ќе го најдеш. Дали сакате да живеете во еден таков свет? Дали сакаме да бидеме во едно такво место почитувани? Кај што ќе нема завис, ќе нема љубомора, ќе нема подметнување, ќе нема кражби, ќе нема сведоштво на лажно сведоштво и така натаму. Верувам дека ние копнеме. Да, на оваа земја невозможно е да биде 100% така. Но ако секој од нас тоа го почне да го живее, секако тој круг ќе се шири, како еден камен кој ќе го фрлиме во вода, во езеро, што прават брановите? Се шираат додека не удрат во брегот. Така да, ние копнеме за еден таков живот, а тоа го пише во Откровение 21 глава, односно 22. Свет без болки, свет без кражби, свет без гробови и болници. Тоа е свет за кој ние како христијани живееме, копнееме и се надеваме. Може ли човек да се спаси со држење на заповедите? Може некој ќе се запраша вечерва, зашто еве ја спомнуваме ова, ги спомнуваме 10 Божји заповеди. Дали ако ја ги држам
И дали можам воопшто да ги издржам овие 10 заповеди како грешен човек? Зашто по благодата сте спасени, вели Павле, преку верата. И тоа не е од вас, туку Божи дар или дар Божи. Не е од дела, за да не се пофали некој. Значи, Павле не насочува нас како християни да се насочиме кон Христа. Тој е спасителот. Заповедите не спасуват, почитувани, да биде јасно. Но без заповеди ние не може да го откриеме гревот во нас. Односно, неке може да се видиме дека сме грешни. Законот е огледало, не спасува законот, но тој не насочува кон изворот кај што треба да се измиеме. Како што огледалото кое ќе станеме наутро, тоа не мие, но не насочува кон водата, да се испочешлеме, да се измиеме така натаму. Значи, законот е една врста огледало, кој укажува на нашите слабости и не насочува кон Исуса Христа. Не од дела, вели Павле. Ние никош не може да се спасиме со држањето на 10 заповеди. Ние се спасуваме во цело со Божјата благодат, ако ја прифатиме, Павле овде вели, со вера. Значи, држањето на заповедите е наш одговор на Божјата љубов. Како ќе му одговориме на Бога дека го сакаме? Ако ги почитуваме, значи, заповедите што тој ги дал. Кога ќе го прифатиме овој дар на спасение, Светиот Дух, кој е Божје присуство на оваа земја, преку Светиот Дух Бог е присутен и Духот Свети ни дава сила тие заповеди да ги држиме со песна, што се вели. Да не ни бидат тешки. Значи, Духот Свети ќе ни помогне заповедите да ги држиме во нашиот живот. Тогаш ние почнуваме едно близко пријателство со Исуса. Заповедите не спасуват, но тоа е одговор на нашата љубов кон Христа, кон Бога. Значи, Светиот Дух го менува нашиот живот. Ние тогаш растеме со Исуса во љубовта, мрзејќи го се повеќе гревот. Послушноста кон Бога едноставно е последица на нашиот однос кон Исуса Христа. И понатаму, Исус плюс што? Јас сум ништо, но Исус и јас сме се. Јас сум едно големо нула, но ако дојде единица пред мене, тоа е Исус, јас сум тогаш најдобрата бројка која постои. И затоа, почитувани, заповедите се тука, да ни укажат на нашата стварност, дека сме зачнати во грев и дека сме грешни. Но тие не упатуват кон Христа и кога сме со Христа, тогаш сме ние се. Држањето на заповедите е наш одговор на љубовта кон Бога. Не за да се спасиме, туку затоа што сме веќе спасени. Значи, Исус не спасува со својата дадена жртва на Голготскиот крст, но го ние преку држањето на заповедите имаме благодарност кон Христа, дека тој умрел за нас и го дал својот живот. Каква е тогаш улогата на Божјиот закон? Еве Павле вели, што да речеме пак, зар законот е грев? Никако, но јас го разбрав гревот преку законот, зашто и похота не би ја познал, ако законот не велеше не биди похотлив. Значи, повторно се повторуваме и кажуваме како Павле што вели, законот Павле не го отврла, меѓутоа преку законот тој ја сватил својата внатрешност, својата грешност, дека му е потребен спасител, дека му е потребен Светиот Дух кој ќе не води кон изворот, каде што ќе може да црпиме благодат од Исуса Христа, да се облечеме почитувани со неговата правда. И затоа ѓаволот го мрази законот. Затоа ѓаволот вели, не важи законот, важел до Христа. Ќе најдете вие ваши, може би, учители или ваши пријатели и некои други свештени лица ќе кажат, законот беше до Христа, а сега се спасуваме со милост и ништо не треба повеќе. Да, законот не спасува, но законот е тука да ни укаже на нашите гревови. Павле вели, не би дознал дека сум лош, не би дознал дека имам гревови во себе, ако не беше законот. И затоа, почитувани, ако некој ни каже дека законот престана со својата важност, да го насочиме тоа прашање во Библијата и да видиме дали навистина законот е укинат или не. Еве еден пример. Законот рековме како огледало. Замислете едно момче паднало во кал. Одело, се сопнало и паднало во кал. И кога го гледа своето лице во огледало, што тоа може да види? Дека е валкано, така? Огледалото не може да го измени неговото лице.
Само вода и сапун може тоа да го сторат. Огледалото многу јасно му укажува на потребата за миење. И ние денеска кога гледаме во тоа огледало на Божиот закон, тоа вели ти, брате, ти, пријателе, си грешен, си валкан, потребна ти е вода, потребен ти е сапун, оди таму и изми се. Не мора тогаш да се приближиме кон Исуса. Единствено тој има сила да не очисти. Единствено тој може да ни прости. И затоа законот ние го гледаме како огледало кој укажува на нашата слабост и на насочува кон Христа. Еве ги тие заповеди, еве жената се гледа овде во гледалото и гледате таа е валка на по лицето. Како гледалото што ни укажува на нашата внатрешна грешност на нашиот живот. Без закон не би имало грев, а без гревот не би имало ниту потреба за спасител. Ако сме ние праведни, зошто би дошол Исус? Да ги помине сите тие проблеми кои ги имал на оваа земја. 33 години и својот живот висел на конец уште од раѓањето. Подоцна кога пораснал, Исус е во анонимност. 30 години за него ништо не знаеме. Освен дека работел кај Јосиф како драводелец, како столар. Но при крајот на тие 30 години Исус доаѓа од анонимноста, се крштава и станува активен во својата служба. Дали Исус ги поддржувал и држал 10 заповеди? Што мисли, дали не? Ајде да видиме текстот што вели. А ако сакаш да влезеш во животот, запазувај ги заповедите. Ова е еден инсерт од еден разговор со едно момче, му било поставено неколку прашања Исуса и Исус вели, ако сакаш да влезеш во живот, се мисли да добиеш вечен живот, тогаш вели држи ги или запазувај ги 10 Божи заповеди. Уште еден текст ќе читаме, кај што Исус вели, значи, први да ги прочитаме овие реченици, верувал во заповедите, учел за заповедите, ги држал заповедите, таму пише во Лука 4:16, мисли, че не беше, дека Исус според својот обичај во сабота одел во синагогите, одел во црква и таму служел. Еве го текстот. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам, да им дадам нова инфузија, да ги освежам. Зошто, на жалост, еврејските водачи толку го обремениле законот. Гледате, ги прочитавме тие 10 едноставни правила. Тие додале стотици други своји мали амандмани на тие 10 Божи заповеди. И толку евреите се плашеле од тие 10 заповеди. Посебно 4-та заповед. Исус вели, јас дојдов да ги очистам од прашината што им била ставена со години. Туку да ги исполнам, зашто вистина ви велам, дори постојат небото и земјата, како што вели текстот, нито една буквичка или црта, јота на еврејски, една запирка од законот нема да се измени, нито додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди, и така ги научи, луѓето ќе се нарече најмал. Значи, почитување, ако го следим Исуса во неговиот живот, ќе видиме дека Исус верувал во тие 10 заповеди. Тој ги учи луѓето така, ги насочувал да ги почитуваат тие правила, зашто рековме и ќе кажеме уште еднаш, заповед се подели на 2 дела. Плочата, гледате, има 2 дела плочата. Од десната страна се 6 заповеди, кои го регулираат однос од човек со човек, а од левата страна имаме 4 заповеди, кои го регулираат однос од човек со Бога. Значи, првата заповед, втората, третата до 4-та, а од 5-та се однесува човек на човек. Тука Бог ни дал заштита, респект да имаме еден кон друг, да не се заклучаваме со 6 брави дома, од страв. Зошто? И пак крадат луѓето. Сеќавате кога банката беше ограбена Стопанска пред 20-30 години? Јас сум слушал од постарите у кавадарци. Влегле од позади крадците, ископале тунел и се појавиле во сред банка. Замислите, у центарот на градот се краде на големо. Меѓутоа, кога би се почитувала таа заповед, која вели не кради, колку би биле растеретени почитувани. И затоа Исус вели, немој да помислувате, ни на ум да ви доаѓа, да ме цитирате мене, дека јас сум ги укинал заповедите. Не е точно. Кога Исус вечер би бил овде и кога би го прашал во интервју, Исус би кажал, односно би цитирал она што е веќе запишано.
во Библијата, зашто Исус е многу јасен по тоа прашање. Ќе се нарече, значи, најмал во Царството Небесно, а оној што ќе ги исполни и поучи, значи, не само да ги исполниме, да учиме и други тоа да го прават, Исус вели, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. И затоа, почитувани, вечер Исус сака да ни каже, оно што се наоѓало во ковчегот е многу важно за нас. Во тој ковчег, кој бил сокриен во тоа време, од причини што само Бог ги знае, да се открие во последно време, да се потврдат овие 10 правила, овој декалог Божи, да се потврди дека навистина Бог бил во право и дека ништо не е сменето во текот на историјата. Исус не дошол да го укине закон, туку секој проповедник кој вели дека законот е укинат или дека веќе не важи, е во спротивност со Исусовите зборови кои вели не дојдов да го укинам, туку да му дадам ново значење, нов смисол. Дали новите заповеди ги заменуваат 10 заповеди? Вие ќе најдете луѓе кои велат пошто само 2 заповеди денеска постои. Знаете кои ги цитират тие 2 заповеди? Люби го Бога и люби го ближниот. Ајде да видиме која е таа нова заповед. Новиот завет истакнува дека Господовиот закон е совршен. Незамисливо е некое свето лице или света црква некојаш би можела да застане против светиот закон. Меѓутоа знаеме дека тоа се случувало. Во средниот век поедини религиозни водачи на нивните собори носеле одлуки да се извади една заповед, да се замени со друга, што е недозволиво. Меѓутоа луѓето може се да направат. Но зато денеска ние имаме почитувани Библија, имаме Свето писмо да самите провериме дали тие што нас не учат или ние што учиме други, ако не е втемелено на Библијата, на Светото писмо, отврлете го. Еве го текстот. Исус му одговори: возлюби го Господа, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. Некои велат, еве, тие се 2 заповеди, тука Бог кажал и повеќе нема потреба да ги држиме 10 заповеди. Втората е ова, слична на неа, возлюби го својот ближен како себе си. На тие 2 заповеди виси целиот закон и пророци. И амин велат. Значи, тие 10 заповеди се за Стариот завет, сега Исус дал нови заповеди. Люби го ближниот, втората, и првата беше люби го или сакај го Господа. И тука завршуваат. Но, дали, почитувани, е навистина тоа така како што некој денеска го цитират ова Исус што го кажа. Исус добро знаел дека еден ден ќе се појави проблем. И некои тие Исусови зборови ќе ги злоупотребат или ќе ги извратат наопако. Сршта на 10 заповеди почитување е љубовта. Првите заповеди, 4 рековме, се занимаваат со нашата љубов спрема Бога. Гледате, во првата колона нашата љубов кон Бога заповеди, а другите 6 заповеди се темелат на љубовта кон ближните. И токму затоа Исус вели, на тие 2 заповеди, љуби го Бог, ближниот, висат сите 10 останат 8 заповеди. Значи, или сите 10 заповеди. Тоа се како оние шарките на вратата. Знаете, шарките, 2 шарки. Ако не се добро поставени тие шарки, ако нема шарки вратата, што ќе падне вратата? Што ќе се случи со вратата? Ќе падне. И затоа Исус вели, законот виси на тие кон Бога и нашиот однос еден кон друг. Ако јас го сакам пријателот, нема да крадам, нема да убивам, нема да сведочам лажно, нема да правам ова, нема да правам она. Ако го сакам Бога, нема на прво место да ми биде друг освен Бог. Нема да правам икони или слики, нема да го земам узел од името на Господа. Како некој што вели да боме. Знаете тој збор какво значење има? Да те Бог убие. А тоа нашите комши Срби често го користат. Не сум знал. Меѓутоа тоа го слушнав. Да боме, тоа име како зречица. А тоа значи да те Бог убие. Знаете, колку пати користиме некои фрази што не сме ни свесни дека Бога го вреѓаме или човекот. И затоа Бог вели, возлюби го својот ближен како самиот себе. Кога тоа би го правеле сите, драги почитувани пријатели. Кога така би сите постапували како ние што се сакаме, да ги сакаме и нашите ближни, па тоа би бил рај на земјава. Или, како што вели првата заповед,
Возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа. Нешто велиме дух, душа. Значи, ние имаме тоа тројство во себе. Со своето срце, со својата душа, со својот ум. Тоа вели прва и најголема заповед. Што не значи дека другите се отфрлени. Меѓутоа, тоа се тие, како што рековме, на вратата шарки. Шарките не ги заминуваат вратите, ама определуваат дали вратите правилно работат. Ако ние ги имаме тие две заповеди во својата душа, во своето срце, ние автоматски ќе ги имаме и останатите заповеди. И затоа, ако некој ви каже дека Исус ги отфрлил заповедите и само дал две нови, еве која е поентата, која е целта на тие две работи. Исус никогаш не говорил дека заповедите се заменити со љубов. Не. Едноставно тој изјавил дека секој обид да се држат заповедите без љубов означува дека е промашена суштината. Ако јас немам љубов кон тебе како кон човек, сум промашил во се. Сум ги промашил тие 6 заповеди. И затоа Исус вели, ако ги држиме заповедите само ради реда, ради проформа, тоаш не вреди ништо тоа. Или ако сме легалисти, држиме слово, буквата ја цепиме, тоаш го губиме смислот на 10 Божји заповеди. Сршта на 10 заповеди е љубовта. Ако ги сакаме ближните, како што вели текстот, и Бога, тогаш сосем природно ќе ги држиме 10 Божји заповеди. Океј, тоа го кажавме. Исус никогаш не зборувал дека 10 заповеди се заменити со љубовта. Тој едноставно изјавил дека секој обид заповедите да се држат без љубов, значи дека е промашена суштината на законот. Дека заповедите воопшто не се држени. Всушност, ако го сакаме Бог и своите ближни, тогаш сосема природно ќе ги држиме и сите 10 заповеди. Дали благодата значи дека веќе нема потреба за држање на заповедите? Знаете, некои се подпират, вели, јас сум во благодата Божја, јас сум во милоста Божја и за мене законот не важи. Но ајде Павле што ќе ни каже вечерва. Па што, да грешиме ли? Бидејќи не сме под законот, туку под благодата. Павле вели, сочувај Боже, на друг превод вели. А оде вели, тоа никако не може да стои. Благодата, милоста не ослободува. Јас спомнав пред известно време овде, кога одех од Плетвар према Прилеп. Таму е ограничено, 60, јас сум возел малце повеќе. И радарска контрола ме излегов и вели, господине, сте прекршиле. Пишува 60, ти си возил толку и толку. И што сега да правиме? Ајде, вели, ке ти простиме. Јас сум крив, ја бе виновен, но милоста, благодата на полицајецот ме ослободи. Дали после, кога влегов во колата, можев да го кршам собрекајниот закон или закони? Дали ме ослободи полицајецот цел ден да се кршам, да грешам? И затоа, почитувани, ако јас погрешам, ако јас направам грев, Бог ме ослободил, Бог ми простил, тоа не ми дава право и понатаму да продолжам во својата грешност. Треба се трудам со Светиот Дух, со Божјата милост и со неговата сила да истрајам. А минавме законот преку верата, вели Павле. Никако, туку уште посилно го утврдивме. Затоа сите кои се повикуваат на Божјата благодат, на Божјата милост и велат, нема потреба, ете, Бог не ослободил. На жалост, Библијата е многу јасна по тоа прашање. Во времето на апостол Павле, некои луѓе мисли дека благодат и верата ја отстрануваат од потребата на држење на законот. Павле застанал против тоа мисли и вели, не, никако тоа. Немој да ме цитирате погрешно, Павле сака да каже. Јас добро се изразив, но вие сакате волата да се наменете на свој млин. И затоа бидете умни, Павле вели. Дали законот се укинул преку верата? Не, никако. И затоа, последно на памет би му паднало на памет, почитувани, да каже такво нешто, дека законот е укинат. И затоа, ако некој те ослободи од некоја казна, по милоста на тој или на таа личност, тоа не те ослободува утре да не платиш данок или да не платиш нешто што треба тоа да го направиш. Затоа што сме добиле милост
или благодат. Сите кои го отфрлаат декалогот, тие 10 Божји заповеди, и живеат со живот во грев, не се под благодат, туку под проклетство, на жалост. Тоа е библиската вистина, драги мои. Одиме на следново. Да се биде под законот, значи да се биде под проклетството на законот. Да илустрираме, ние не паѓаме под удар на законот за ограничување на брзината, се додека не го прекршиме. Знаете, кога ќе сретнете полицаец со обреќање на автопат, ако возите нормално, ќе го поздрави, така, и ќе му свирнете уште. Но ако сте во брзина, ќе рече, од кај излезе се овој? Зошто? Затоа што законот вели 120, а ти возиш 140, 160. Значи, ако е се нормално, уште ќе ти биде мило, таму си видел некаде во некоја пустелија возиш, а таму полицајци дежурат со колата. Меѓутоа, ако возиме брзо, тогаш и затоа овде вели, законот за ограничување на брзината не фаќа се додека не го прекршиме. Дури тогаш сме виновни, тогаш доаѓаме под законот и мораме да ја платиме казната. Ако добиеме помилување од полицијата и ако не пушти, повеќе не сме под законот. Посебно што тогаш би паднало на памет би било повторно да возиме со недозволена брзина. Законот во тој случај повторно би бил на своето место и ние повторно би паднале под неговиот удар како и првиот. Дали е јасно ова? Значи, законот не ослободува кога тој ќе каже добро, ти простуваме. Меѓутоа, со тоа не се поништува целиот сообраќајен закон и правила кои постојат. Затоа, почитувани, сакам да нагласам уште еднаш, дали држањето на поголемиот дел од заповедите би било прифатено пред Бога. Значи, Боже, јас не можам сите 10 заповеди да ги држам, можам 6 или 4. Дали е доволно? Поентата на ова прашање е тоа. Дали држањето на поголемиот дел од заповедите би било прифатено пред Бога? Еве што вели Јаков. Ако пак го извршувате царскиот закон според писмото, возлюби го ближниот како самиот себе, добро правите. Но ако сте пристрасни, грев правите и законот ве осудува како престапници. Зашто кој го пази целиот закон? Еве го одговорот, почитување на прашањето. Кој го држи, вели, целиот закон, а сгреши во колку? Само во една или во едно. Виновен ќе биде за што? За колку? За целиот закон. Така да гледате, почитувани, прашањето кое го наметнахме сега, дали држањето на поголемиот дел од законот ќе би било фер пред Бога, да правиме еден договор, па Јаков вели не. Ние може да држиме 9, а во една ќе погрешиме, виновни сме како за сите. И затоа повеќето припадници на нашето општество се среќни ако успеат да држат поголем дел од декалог. Значи некои се среќни ако држат 6, 8 или 9. Меѓутоа има некои заповеди кои ги пропишал Бог и тој бара да се почитуваат од чиста љубов кон него. Рековме, ние со држањето на законот не го заслужуваме спасението и вечниот живот, него ја искажуваме нашата љубов и почит кон Бога, кон Исуса Христа кој го дал својот живот за нас. Почитуваме една илустрација. Висите во некој амбис, во нека провалија. Врзани сте за синџир. Колку алки треба да отсечам за да паднете во дупката? Колку алки? Една е доволно, така? Синџирот е долг, неколку метри. И сме врзани се држиме. Колку треба да кинат алки за да паднеме долу? Само една. Ако донесеме одлука да кршиме една од 10 заповеди, ние сме одлучили да грешим против Бога. Против Бога. И затоа, еве алката имате овде, гледате како е дадена таа илустрација. Одим понатаму. Доволно значи да попуши само една алка и синџир да се прекине. Ако донесеме одлука да кршиме една од 10 заповеди, ние ги кршиме. Има една илустрација, еве овде, може би не се гледа баш на ова слика, 10 заповеди како камени плочи и човек со гледом и со чекан удара по камените плочи. И овде се гледа пукнатина. Целата плоча, тој сака една заповед да ја искорне, меѓутоа ударајќи во таа камена плоча, пукнала плочата на сите страни. Така да невозможно да се држи
Една или 9, а една да се крши. Ако ме любите, пазете ги моите заповеди. Ево ще еднаш, значи тия се две камени плочи, отприлike вака изгледале и тука Бог ги запишал со својот прст. Треба ли да го држиме духот на законот или словото на законот? И ова е многу важно прашање, почитувани. Духот на законот е послушност на срцето. Кога некој вели, ја го држам по духот на закон, по духот свој, духот на закон го држам, но не и словото. Вие сте словат, вие држите буква, слово го држите. Толку сте слепи се држите, некој ќе ти каже, па не мораш, имај малку ширина, малку длабочина во тоа и така натаму. Што е тоа? Духот на законот, а што е слово на законот? Духот на законот е послушност од срце, а словото на законот се однесува на формална послушност. Значи имаме маска, имаме фасада, има форма, но нема дух. И зато денеска, ето имаше, нели денеска беше онај празник, Свето Крст. Да, пред 14 дена или пред 10 дена беше Божик за една група на християни. Пред 20 дена за друга. Каде сега Божик за луѓето? Исус се роди и го нема. А ние имаме овде предавање која е Божикната порака. Да се Исус раѓа кога? Секој ден во нашите срца. Тоа е духот на законот. Кога ние постојано секојдневно ќе живееме со Христа. А словото на законот или буква на законот е всушност формална послушност. И зато Исус ни пружил пример, почитувани, на духот на закон. Тој им рекол на своите слушатели дека кршењето на шестата заповед, не убивај. Например, кога си гневен, Исус знаел дека срцето ќе биде гневно на човекот. И зато Исус рекол, внимавај. Во лутина Каин, што направи со својот брат? Губи. Слично на тоа, доколку негуваме некоја друга блудна работа во нашите срца, во нашите мисли. Може тоа не е остварено, но Библијата вели дека тоа е грев пред Бога. И затоа 10 заповеди треба да ги држиме во духот на законот. Тоа обезбедува подлабока, позначајна послушност. Тоа е послушност на срцето, не само форма да име надворешна. Ние во срцето му служиме на Господа. И затоа сте слушнали дека им било речено на старите не убивај, а кој ќе убие ќе биде виновен пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред суд. Значи гневот, почитувани, и гневот е кршење на шестата заповед. Кога вели не гневи се, зашто гневот раѓа грев и раѓа убиство. Колку пати луѓе во гневна ситуација ќе направат зло, дури убиство, и ќе се кајат цел живот. Зашто не може се контролират во тие мигови. Секој вели, а јас ви велам, секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот. Сте слушнали дека на старите им било речено не прелюбодействувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледа на жена со желба, тој веќе извршил прелюба со неа во срцето свое. Тоа е духот на законот. Не само форма, туку живот според Божите принципи. Далеко од тоа дека ги отфрлуваме 10 заповеди. Духот на законот обезбедува многу подлабока и позначајна послушност. Тоа е послушност од срце. И затоа, почитувани, ако некој ви каже, јас ги држам заповедите така ради реда, ништо тоа не вреди. Не мора да се задлабочиме во тие 10 Божи принципи и правила за наше добро, да бидеме ние сочувани пред се како луѓе. Меѓутоа, сега се поставува уште едно многу сериозно прашање. Дали послушноста е легализам или обид на спасување со дела? Знаете, легализам што значи слово на законот, буква на законот. Тие цедат буквата и се држат толку строго, како што правеле евреите. Во саботниот ден тие не ставале ниту марамче во джепот. За нив тоа било работа. Значи, едноставно, марамче не стават во джепот. Ако не ставале пенкало, да кажеме, во петок, во сабота не. Било грех. Во сабота ги ограничили луѓето да одат повеќе од 700-800 чекори. Некој од вас не би имал право да дојде или од нас во сабота во црква. Зошто 800 чекори? Тоа е негде помалку од километар.
И затоа Исус дошол да ги укине сите тие примесоци, сите тие додатоци кои ги дале луѓето на тие Божи 10 правила. И затоа евреите не го сакале. Затоа тој ги открил нивните, што би се рекле, траги, лажи што ги правиле. Тие клечеле на улица, барале почитување, респект и да им се клањат луѓето обични жени и мажи. И да гледат во нив уколку се духовни и верни, зашто кој ќе дојде време за молитва, тие се насочувале кон исток. Меѓутоа, Исус тоа не го бара од нас. Ајде да го читаме текстот. По тоа знаеме дека сме го познале, кога ги чуваме неговите заповеди. Кој вели, го познав, а заповедите негови не ги чува или не ги држи, тој е лажливец и во него нема вистина. Поштовани, легализмот е обид да ги држиме 10 Божји заповеди и да се спасиме со собствени напори. Тоа е суштината на легализмот. Значи, со своја сила да ги држиме и да се испорачиме пред Бога, дека ете Боже, јас ги држав заповедите и сега дај ми спасение. Не. Легализмот е обид, значи, со собствени напори да се спасиме. Од друга страна, вистинската послушност е природна последица на познавањето на Бога и љубовта кон Него. Тоа е барање, значи, едноставно, надприродната сила Божја ќе ни даде потик да многу полесно ги држиме заповедите, нема да ни бидат тешки. Кога одиш на пазар или било каде и си во ситуација да украдеш, Духот Свети ќе каже не. Едноставно ќе те олесни. Нема да ти даде потик да крадеш, туку ќе рече тоа не е твое. Ти имаш свое. Значи, ако ние живееме според духот на законот, ќе ни биде многу полесно да го држиме, односно да бидеме легалисти. Легализам е да ги држиме заповедите, за да бидеме спасени со своји собствени напори. Дали законот е укинат на крстот? И ова е многу важно прашање. Ке најдете ви луѓе кои ќе ви читат од Библијата. Има текстови во Колосјаните и вели, еве, овде пишува, Исус го закачи закон на дрвото и повеќе нема потреба од закон. Добро, тогаш, пријатели, емо велам, ајде да крадиме. Не вели, Библијата вели не кради. Ајде да лажиме. Не. Па што е закачено на крстот? Еве што пише во текстот. И со своето тело го уништи непријателството и законот со неговите заповеди и одредби и создавајќи мир од двата да создаде во себе си еден човек. И сега и овој текст во Ефесијаните, во Колосјаните, некој тврди дека ете Исус го укинал законот. Меѓутоа, дали е тоа така? Постои ли некои закони кои го нашле своето исполнување во Христовата смрт на крстот? Да, точно е. Некои заповеди престанале со важност. Но знаете кои? Не овој моралниот, туку останатите закони, како што се обредните или церемониалните закони, кои укажувале на Христа и кога Исус дошол на крстот, тие закони престанале да важат, како пренесување на јагне, разни жртви, разни приноси. Свештеникот, гледавме пред неколку предавања, јаре за Азазел, сеќавате, кога ги ставале рацете, значи тие греви били носени преку тоа јаре во пустињата, а другото јаре за Господа пренесувано. Сите тие жртви, сите тие обреди престанале со Исуса на крстот. Меѓутоа, моралниот закон не престанал. И затоа Павле вели, тие биле закачени на дрвото, односно на крстот, кога Исус умрел. Тие биле прогласени повеќе неважат. Затоа во Матеј пишува, кога свештениците пренесувале жртви, а Исус бил горе на Голгота и го пренесувале да го раснат, свештениците долу уште пренесувале жртви. И таму вели текстот, јагнето скокнало од масата, а пердето, завесата што била во храмот, доле во Иерусалим, што се случило со завесата? На 2 дела била откината со невидлива рака, и тоа не одзгора надолу, туку оддоле нагоре, што јавно им било дадено на знаење на свештенството во тоа време, дека жртви повеќе нема, дека жртвата евеја, Исус е вистинската жртва. Исус кој бил символ на јагне во Стариот Завет, тоа е прекинато и повеќе нема потреба од пренесување на жртви. И обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот, откако губи врз него непријателството. Значи, почитувани, овде гледаме дека луѓето ги измешале работите. И затоа Павле многу јасно кажува,
Тука на крстот престанало и обрезанието. Повеќе нема потреба да се обрезуваме ние. Зашто денеска тоа е заменето со крштевањето. Значи, не мора ние да се обрезуваме да бидеме евреи. Еврејето бил надворешен знак дека припаѓаш во еврејската нација. Сега, тоа обрезание е заменето со крштевање на возрастни. Не ова ден во раката овде луда Мара крст. Нема врска со Исусовото крштевање, нема никаква врска. Исус не бил крстен како бебе. Исус бил крстен на 30 години. И тоа Бог го бара од нас. Ние ќе имаме посебно предавање во наредните петоци. Што е оно што Бог го бара? Значи, на крстот се прекинати тие ритуали, тие обичаи, тие церемонии и обреди кои укажувале на Христа, а сега Христос е веќе дојден. Законите за жртвите, читајте заедно со мене. Церемониите биле символички ритуали кои укажувале на Христа и неговата смрт на Голгота. Тие нашле со исполнување во крстот. Исус сигурно не ги укинал почитувани 10 заповеди, зашто тогаш Исус би се укинал самиот себе. Не може председател на држава да го укине уставниот закон, или уставот, пардон, зашто тој ќе укине. Исус не може да го укине тој свет закон, што самиот тој го напишал. Зашто Библијата вели дека Исус ги пишал 10 заповеди со својот прст. Така да, Исус не може сами од себе да се укине. Обрезанието е ништо и необрезанието е ништо. А чувањето на Божите закони е се. Прочитајте во вашите Библии 1 Коринтијаните 7:19. Тоа обрезание веќе не вреди. Не вреди. Денеска некои го прават од други причини, меѓутоа од религиозни, верски причини, тоа веќе завршило со своето. Дали има ли законот некоја важна улога и во Новиот Завет? Еве, одеме при крај и да видиме што ова прашање сака да ни каже вечерва. На овој е заветот што ќе им го дадам на домот Израилов во оние дни, вели Господ, ќе ги врежам законите своји во мислите нивни. Гледате, во почеток врежал заповедите во камени плочи, зашто евреите биле 400 години во робство и тие морали да имат буквар, да читаат нешто пред нив. И тамо вели Бог наутро ковците во глава во семејството да им читат наутро навечер. Сега еве што вели овде Павле. Ке ги врежам законите во своите мисли, во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. Да, ние ги имаме и на хартија напишено, но многу е поважно да ги имаме во нашите мисли. Кога се вели срце, се мисли на нашите мисли. Дали ние живееме според тие правила, според тие 10 правила, почитувани. Најмудриот човек кој живеел на ова земја бил Соломон. Тој вели следново. Ќе одиме сега да го чуеме завршниот збор за се, вели Соломон. Бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот, зашто сите скрини дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе каде? На суд. А што има на суд? Закон, така? Според што суди законот? Судот, според законот суди. Значи, судот суди според законот. И затоа Соломон сака да ни каже вечера, почитувам, да не подсети, не да не уплаши, туку да се подсетиме, дека Бог не ги укинал заповедите. Тој ги поставил да ни бидат огледало и да не насочат кон Христа. Христос е Спасителот. Тој е оној кој може да ни помогне во нашиот живот. Иако не се спасуваме со законот, послушноста е израз на нашата љубов кон Христа и нашето прифаќање на неговиот бесплатен дар. И затоа Господ да ни помогне да го држиме законот Божи. Со негова сила ќе ни биде многу попријатно, ќе ни биде многу поубаво во животот, бидејќи има една рамка, ќе има една заштита, како Божјата црква на последното време ќе се однесува спрема Божите заповеди. Ако сакаме да ја препознаеме, почитувани, вистинската црква, мора да ги знаеме трите знаци, што се многу важни. Еве еден од тие знаци е. Тука е трпението на светите. Тука се они што ги пазат заповедите Божи и верата во Исуса. Вистинската црква ќе ги држи 10 оригинални Божи заповеди. Велам оригинални, не било какви. Зашто ќе најдете вие и други заповеди 10, но четвртата е искорнета.
извадена. 10-та поделена на 2 дела. Понатаму, вториот знак за вистинската црква треба да верува во живот на воскресение во Исуса Христа. Значи, вистинската црква не верува дека после смртта постои живот. Тоа според Библијата не држи. Животот престанува со смртта. И сите кои се во своите смртни постели чекаат воскресение на нов живот во Исуса Христа. Нема денеска рај, нема ниту пекол. Тоа е библиската вистина. Исус тоа јасно го кажал во своите изјави. И 3 факти што треба да ги запомниме. 10 заповеди укажуваат на гревот и ни говорат дека ни е потребен спасител. Гледате како едноставно. Тие насочуваат кон Христа. Потребен ни е спасител. Тоа е како симптоми имаш температура, те боли глава и тие те носат каде? На доктор. И доктор ти дава лекарства. Значи, огледалото укажува дека ние имаме симптоми на грев и потребна е хитна интервенција, некој одзгора да интервенира и да не спаси. Исус е тука кој ќе ни даде сила да се излечиме. Исус верувал во 10 заповеди, ги држал и ги проповедал. И трето, Божјата црква на последните денови ќе биде црква која ги држи заповедите Христови. Така да, почитуваме, ако сакате да испитувате, да истражувате, слободно земете ја Библијата. Библијата е достапна на наш јазик денеска и секој може да ја чита и да ја проучува. Секако со молитва, зашто наводно постојат многу патишта кои водат кон небото. Не, само постои еден пат. Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Тој пат е наречен каков? Широк или тесен? Тесен е, зашто патот кон Христа е пат кој е поплочен со крвта на Исуса Христа. Тој поминал низ тој пат и го прогласил дека е безбеден. И по тој пат можеме јас и ти да се движиме. Во што е тајната на послушноста? Како би можеле да бидеме послушни на заповедите онака како што бил Исус? Поштовани, Божјата црква во последните денови ќе биде црква која ги држи 10 Божји правила. Една посветена мајка имала тешкоти со своето бебе. Многу било немирно. Плачело. И некој минувач и довикнал: Господјо, најдобар начин да се ослободите, да го стигнете вашето бебе, да го фрлите во провалија. Секако мајката била вџашена и згрозена. Тоа не би го направила. И покрај сите проблеми што детето ја задавало, таа воопшто не помислувала да го послуша советот на еден таков човек. Зошто? Дали затоа што ќе биде виновна според законот на државата во која таа живее? Дали ќе биде виновна според Божјиот закон, 6-та заповед вели не убивај? Што мисле, заради тие закони мајката не сакал да послуша, ради што? Ради љубовта што таа во срцето ја има кон тоа чедо, без разлика што плаче. Мајчината одлука била не. Не. Срцето на мајката е полно со љубов кон своето чедо. И најлошо да е на светот, таа го сака зашто е мајка. Што може да научиме од ова Господи, од ова жена, од ова мајка, почитувани? Како може да разбереме нашата вистинска послушност кон Христа? Од љубов, не од што мораме, ништо не мораме. Него љубовта, Павле вели, не потикнува да доаѓаме на служба, да се молиме, да веруваме во Него и со љубов да ги почитуваме тие 10 правила, зашто тие се за наше добро. Како да се осигуриш дека твоето држење на заповедите не станува легализам? Како? Ако го име духот со љубов на почитување на тие заповеди, не проформа, не слово на закон, да го сечеме словото, вака или онака, туку со љубов да бидеме потикнати. Ако одиме во легализам, слепо држне тие заповеди, нема да ни донесе благослов, туку, на жалост, проклетство. Дали твојата совест е доволно добра да ти каже што е добро, а што е зло? На жалост, ако се подпираме на нашата совест, може често пати да се лизнеме. Да се лизнеме, зашто нашата совест може да биде обременета од разни наркосредства, од разни проблеми, од разни средства кои може да надразнат нашата совест. И во тие мигови може да донесеме погрешна одлука. И затоа треба да се потпреме на Божјата љубов, на Божјата милост, на Божите совети. И на секако
на Божиот закон. Што да правиш кога ќе се обесхрбриш затоа што си го прекршил Божиот закон? Ништо. Ново, наново ќе станеме. Не е крај на светот. Бог ни дава нова шанса, нова прилика. Она жена која била донесена кај учениците, кај Исуса, која донеле, што Исус рекол? Оди, жено, и не греши повеќе. Исус си простил. Таа повторно паднала, 7 пати паднала. Исус си простил, но на крајот таа се учеличела, станала чврста особа, чврста личност, му верувала на Господа, на Исуса Христа и се што заработила, сето масло, сето парфем кој чинел не знам колку дневници, многу бил скап. Што направила со тоа масло? Го истурила на нозете на Исуса Христа. Од љубов, од почит, зашто Христос си простил и дал нова шанса, нова прилика, нова страница да сврти во својот живот. И затоа, почитувани, ако се случи да погрешиме, повторно да станеме, со Божја сила да одиме напред. И сосема на крај, дали сакаш со помош на Божјата благодат да ги држиш сите Божји заповеди и да живееш победонесен христијански живот? Мојот одговор е да. Нека Господ ни помогне да навистина овие правила да не бидат оптеретување, туку да ни бидат потик да изразиме нашата љубов кон Господа, а Господ ќе ни возврати многу повеќе. Нека не Бог во тоа благослови. Амин.